Добар ден, јас сум Билјана Георгиевска, уредник во домашна телевизија и долгогодишен продуцент, како што слушнавте во навестите на македонската редакција на светскиот сервис на BBC, кои се пренесува преку десетина радиостаници овде во Македонија. Во земјава се вратив после 11 години поминати во Велика Британија и само неколку дена, за жал, пред така наречениот црн понеделник на 24 декември 2012-та. Од тој момент, како и сите останати, всушност станав сведок на нешто што може да се стави под насловот улогата на непрофесионалното новинарство како императив за создавање некритичка јавност. Толку многу овие две работи се во спрега и се поврзани. Ушите страдаат први, а потоа се разбира и разумот и духот кога човек преминува од средина со развиени медиуми кои почиваат на правилата на професионалното новинарство, сеопфатно и вистинито известување, градење доверба кај публиката преку отворено и непристрасно креирање на програмите, независно од политичко или комерцијално влијание и притисоци, и што е уште поважно, со постојано отворање нови и нови канали за комуникација со јавноста. И дојдо во средина каде што главни и најгледани беа медиумите задолжени за пропаганда, манипулирање, за криење на вистината, потиснување на зрелото размислување и уште полошо без канали за комуникација со публиката, не дозволувајќи било каква слободна реакција или изнесување на поинакво мислење. За мене оваа промена, се разбира, беше културен и социолошки шок, а од гледна точка на новинарството големо назадување забележано на скалите на меѓународните новинарски организации. Но и целосен неуспех или едноставно непостоење на она за што зборуваме денеска овде – медиумската писменост во Македонија. За споредба, термините како Have Your Say, Britain in a Day, BBC News School Report, BBC WebWise, BBC Writers Room, The Digital Public Space и уште многу други наслови се широко познати во Британија за активностите на британскиот јавен сервис кои постојат со години и кои веднаш асоцираат на поврзување на јавноста со медиумот, односно на нивната двострана релација. Тие се канали за комуникација преку кои гледачите се искажуваат за релевантни прашања, најчесто покренати од самите медиуми или наметнати од политиката, за состојби во здравството, образованието, превозот, тоа се главните теми во таа земја. Медиумите и на овој начин примаат нови информации кои подоцна можат да бидат појдовна основа за нивна сторија доразработена по новинарските стандарди. Се разбира, откако овие првични сознанија доставени од гледач или од слушател, од аматер во секој случај, ќе бидат солидно проверени, а приказната ќе биде разработена според новинарските стандарди. Но важно е што куќата ги поттикнува своите гледачи и слушатели на соработка, зашто предходно има многу вложено и се уште вложува, се надевам, во оспособување на гледачите за критичко размислување, за оценка за тоа што би можело гласува дека во услови на развиен интернет, кога се намалуваат можностите за директно регулирање на содржината, се зголемува потребата од медиумски писмена јавност. Колку и да е сега поедноставено дефинирањето на медиумската писменост во Британија, BBC ја дефинира како способност за пристап, разбирање и креирање различни видови медиуми и содржини, незината улога е сепак многу сложена и се однесува на демократизација на целото општество. Во обидите да ја дефинира потребата од медиумски писмено население, Ofcom уште во првите години од овој век има зацртано дека доколку сакаме поздраво, поживо и пофер општество, треба да имаме граѓани кои ќе одиграат својата улога за неговиот економски, социјален, културен и политички живот. А за да се осигури такво учество, секој треба да биде писмен и не само за пишаните медиуми, туку и за сите форми на електронските медиуми. Поседувањето на тие вештини им овозможува на луѓето да бидат публика која прашува и одговара, да бидат активен учесник во демократските процеси, да бидат образовани конзументи, а во некои случаи и имагинативни креатори на содржините. Професионалното новинарство пак во сето ова мора да овозможи платформа, да им овозможи простор за искажување на вака описменетите луѓе.
При тоа, во селекцијата да се служи со истите критериуми како и во професионалното новинарство. Спречување шпекулации, навреди, говор на омраза, клевета, пристрасност, искривување или потиснување на вистината, омаловажување и така натаму. Медиумски писмените луѓе можат да сватат како се прават информативните содржини, но можат и да постават прашање или да предизвикаат доколку нешто ги повредува. Можат да се искажат со имагинација и со креативност и брзо да го споделат своето творештво. Можат да изберат што ќе читаат или што ќе гледаат, да препознаат и да прават разлика меѓу мноштвото содржини што им се нудат и се разбира да бидат описменети за да се заштитат на интернет. Ова особено важи за младата популација, но и за родителите да знаат како да ги заштитат своите деца на интернет. Но, која ќе биде ползата од медиумски писмени луѓе, доколку не им се овозможи пристап до професионални медиуми, до професионално новинарство, доколку не им се овозможи платформа за искажување и учество во демократските процеси, доколку се отвораат канали за комуникација само со однапред инструирани соговорници, без осуда за јазикот на омраза, доколку не можат да се искажат представници од сите заедници, од сите возрасти, и доколку самите медиуми промовираат селективен пристап при информирањето, пристрасност и политичко влијание. Од тука охрабрувањето, медиумски писмена публика е директно поврзано со промовирањето професионално новинарство, квалитетни медиуми со собствена уредувачка политика, отвореност во пристапот, работење во интерес на целата јавност и без политичко и комерцијално влијание, ова во идеален свет, ако е можно. Дури тогаш може да се очекуваат и поддалекусежните резултати. Зрело јавно мислење. Граѓани кои можат да ги изберат своите најдобри представници кои ќе раководат со земјата. Граѓани кои остро ќе реагираат за пропусти во здравството, за хигиената, граѓани кои ќе бараат одговорност од институциите и ќе казнуваат или ќе наградуваат на избори. Колку што можам да се сетам протестите во Иран по председателските избори во 2009 година, кога од заскитан куршум загина младата девојка Неда Ага Солтан на улиците на Техеран, беа меѓу првите видеоснимки добиени од гледачи кои на BBC му послужија како извор на информации во недостиг на сопствени. Со двојно или дури тројно проверување на веродостојноста, тие му послужија на медиумот за да ја разработи понатаму приказната, а беа добивани од неновинари. Ова продолжи и со случувања настани по светот и од многу други места. Дури тогаш стана јасно дека социјалните медиуми и техничкото познавање да се сподели информацијата се многу вреден и креативен извор и за самите медиуми. Тогаш медиумите во Британија почнаа да поттикнуваат особено интернет контрибуција од јавноста, а паралелно и почна масовно обучување луѓе од различни социјални групи да ги користат што повеќе алатките што им ги овозможуваат мобилните телефони, таблетите и компјутерите. Споделувањето фотографии од необичен настан преку платформата Британија во еден ден, Britain in a Day, стана буквално вирално. Илјадници фотографии од паднат снег, што е многу необично за островот, сонце, залези, есен, расветани ливади, необични лица, изрази, настани, па потоа сообраќајни несреќи, поплавата што ја зафати Централна Англија пред неколку години, ретки земјотреси, таму се многу ретки, фатални бранови покрај брегот, сето тоа беше испраќано во редакцијата Britain in a Day и буквално луѓето, а постоеше редакција, уредниците не можеа да се справат со напливот на фотографии. Тогаш сватија колку јавноста е подготвена да придонесува, колку е дури срекна да направи да си ја види, да си го види можеби своето дело на некоја од програмите или на веб страната на BBC. Следниот чекор на медиумите, особено на јавниот сервис, се насочи не само кон следење на технолошкиот развој, туку и кон елементот разбирање и креирање за што поголемо медиумско описменување на населението. На веб страната на BBC и сега има повици за тие што сакаат да го усовршат својот стил во пишување. Да пишуваат сценарио за филм, сценарио за драма, скеч, радиокомедија, програма за деца. Има дури и да партиципираат во сите програми, не само во информативната. Има повик за идеи за ТВ програми,
Дури има и онлайн курсеви за учење на вештини, за ТВ продукција, за информативна, културна или научна програма, па има дури упатство, гледав деновиве, за собствено ТВ шоу човек да си направи. Во Македонија, за жал, ваквите канали за комуникација се многу малобројни. Слушнав дека, на радио слушнав дека има телефон за пријавување проблеми во сообраќајот. Од време на време до медиумите, особено преку социјалните мрежи, доаѓа по некоја информација од гледачите. Пред известно време аматерот Дебар испрати многу добро снимено видео на некоја депонија покрај градот каде што бил исфрлен индустријски отпад, односно од електронски уреди отпад, што ги загрижува луѓето во Дебар. Телевизијата 21 веднаш испрати екипа, ја доработи приказната, ја покрена приказната. Се надевам дека ќе следиме и натаму што ќе се случува со таа депонија, но да не беше тој човек што застанал среде ѓубриштето и некој друг го снимал, навистина немаше да знаеме дека нешто такво се случува во Дебар. Оваа телевизија и многу други го немаат луксузот да имаат дописници баш во секое место. Но се помалку не гледам дека многу телевизии имаат отворено канали, дека не слушам на информативните или на другите програми да ги поканат своите гледачи да им пишат нешто, да ја погледаат веб страната, дури да ја рекламираат адресата од веб страната, па таму да има простор каде што ќе може да се испрати фотографија, видеоматеријал или коментар. Сето тоа се разбира треба да помине низ филтерот на новинарските стандарди, што треба да го прават луѓе, а тимови дефинитивно, ниту во мојата телевизија, каде што сега работам, а верувам ни во другите, нема за тоа. Доказ дека во Македонија поимот медиумска писменост допрва треба да се промовира и да се работи на тоа, може да биде и секоја снимена анкета или vox pop, како што ние го викавме. Со децении наназад, а и се уште, поголем дел од луѓето запрени на улица и прашани за нешто релевантно за нивниот секојдневен живот, избегнуваат одговор. Ако не можат да побегнат од новинарот, значи ако буквално им стави некаква пречка, тогаш ќе речат онај најнелогичен одговор, ама најчест, не сум од овде, и тоа е некаков спас, дека не треба да дадат свој придонес. Ретко кој би си рекол во тој момент дека тоа му е дадената шанса да сугерира решение, да му помогне можеби на општеството доколку има солидна идеја и да покрене дебата за решавање на некоја состојба која не допира сите нас овде како граѓани. Значи, полето е празно, се што ќе се стори за практично и промовирање на медиумското описменување, почнувајќи од најмладите до највозрасните, ќе биде добре дојдено. Овде главно во првата сесија слушнавме прашања и одговори во врска со воведување предмет во образованието, основно или средно. Меѓутоа, што е со останатите возрастни групи? Јас не би ги изоставила воопшто. Токму заради тоа, мојот апел е до колегите во медиумите да отворат некаков канал за комуникација. Не мора претходно да има не знам какви акции, не знам какви операции за техничко описменување. Има многу луѓе кои, слушнавме и проценти, многу луѓе го користат интернетот, за жал само или главно за социјалните медиуми или за проверка на насловите на порталите. Меѓутоа, добар дел од тие луѓе знаат да аплодираат некое видео или фотографија. И доколку бидат поканети, или барем можеме да провериме, сигурно некој ќе се јави, сигурно некој ќе има идеја. Наша работа на новинарите ќе биде да провериме дали тоа е релевантно, дали е од јавен интерес и дали може од него да се развие приказна. Нема да должам понатаму. Благодарам многу.